Производен погон со 3 производни линии и 2 магацини целосно изгореа во огнот што ја проголта фабриката Винчини во саботата во Виница. Во пожарот повредени се вкупно 16 лица, меѓу кои пожарникари и 9 вработени. Дел вдишале чата, неколкумина се со полесни изгореници. Сите се хоспитализирани во болниците во Кочани и Скопје, а тим од компанијата вчера им изрази подршка. Пожарот и после 2 дена од избувнувањето е се уште активен на 2 места, со помал интензитет и според надлежните служби нема ризик за дополнително проширување. Надлежните институции веќе работат на проценката за причините и последиците од пожарот, а причините за истиот се истражуваат. Како што истакна сопствениците на социјалните мрежи, во моментот се прават напори за да вработените се работно ангажираат со цел да се задржат нивните работни места. Фабриката Винчини ќе обновиме, имаме кадри и знаење за тоа, и тоа пак во Виница. Но потребно ни е време за тоа, време во кое ќе мораме да направиме план за консолидација на производните линии кои останаа во функција, а со крајна цел сите вработени кои физички ги изгубија своите работни позиции, да ги прераспоредиме на други производни линии и да успееме да ги задржиме сите вработени на работа. Заедно со Стопанската комора и сите ланци на марките ќе направиме напори и ќе дадеме се од себе да успееме вработените да ги работно ангажираме со цел да ги задржиме работните места, стои во нивното соопштение. Инаку големиот пожар настана во саботата околу 18 часот и 30 минути, во кој целосно изгоре еден производен погон со 3 модерни автоматизирани линии за производство на наполитанки, вафел барови и тортички, заедно со 2 магацини, од кои еден за суровини и еден за готови производи во главната кондиторска фабрика Винчини во Виница.